Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин 17:10. Знаете, секогаш сме тука за вас и со вас, се со цел да ви информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Така ќе биде и денес. Ќе говориме за една интересна тема за која што веќе досега два пати сме ви презентирале во Ваш термин, меѓутоа не е на одмет нели секогаш да кажеме и нешто ново што се случува во Центарот за биоинформатика и регенеративна медицина. И се надевам дека сето ова што денес ќе го говориме во оваа емисија повторно ќе биде во ваша корист, и ако некој се пронајде нели со некој здравствен проблем за кој што ќе можат овде да ви помогнат, ќе можете да им се обратите и да дојдете да ги посетите. Меѓутоа, пред да ги поздравам моите соговорници, ќе ги пуштиме нашите покровители кои што се во оваа 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, и вие да ги видите и да ги поздравиме и да им се заблагодариме, се разбира, а потоа ќе продолжиме понатаму. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет. Преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело. А ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вејв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербе Нобили, каде модерната наука и најстарата традиција на билки и спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербе Нобили. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Ево сме, повторно назад, ги видовме нашите покровители, им благодариме многу за соработката и што се дел од Ваш термин во оваа 10-та јубилејна сезона, а ние сме во Центарот за биоинформатика и регенеративна медицина, каде што домајкини ни се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски, кои што нормално се главни одговорни за овој центар, со што нели им помагаат на многу од вас да ги решат нивните здравствени проблеми. За што точно нели станува збор? Што овде всушност помагаат како центар, за кои здравствени проблеми, како во овие години наназад нели нивната работа и заложба да ви помогнат, што се досега имаат како резултати, што нудат и све конкретно ќе кажеме за сето она што вие треба да го знаете како информација. Ви благодариме што повторно сте домајкини да реализираме уште едно издание на Ваш термин. Добре дојдовте, да. Веќе повеќе од 6 години постоите, веќе 6 години од кога се донесе законот, меѓутоа околу 10, така? Околу 10 години веќе постоиме и работиме. Така, би сакала на почеток само вака една ретроспектива за сите овие 10 години. Што се успеавте да помогнете кај луѓето, па потоа ќе започнеме ред по ред да објаснуваме за центарот. Во овие 10 години како најактуелна патологија која што сме ја третирале, од секогаш не била алергијата. Тоа беше на самите почетоци. Нели тоа е заболување на 21 век, каде што гледаме како е функцијата на имунолошкиот систем,
каде треба да се искоригира проблемот, поточно да се врати тој имунолошки систем во нормала кој што е веќе модифициран, за да луѓето немаат алергија. Ова го напоменувам затоа што во текот на годините значително се променија состојбите и патологиите и проблемите кои што се јавуваат кај луѓето во текот на функционирањето. Ако порано беше најчест проблем алергија, сега веќе сосема друга состојба, каде што најголем проблем се невролошките пореметувања, стресот, анксиозноста, значи неможност веќе за справување со стресот. Едноставно луѓето живеат во сосема едно друго време, така да овие 3 години веќе целата динамика, патологии, потребите поради кои што доаѓаат пациентите се сосема други. Значи, најверојатно овој начин на живот кој што го имаме секојдневно, брз начин на живот, ова сето што го поминавме во однос и со пандемијата. Нели од пандемијата и ова сега актуелно што се случува, сето тоа се рефлектира на секој човек. Така да тоа е денеска фактички најактуелно веќе кога збориме на таа тема. А стресот падна во втори план. А стресот пак повлекува и други проблеми со здравјето, така да Видете, стресот е основата за многу заболувања и тоа веќе е прејасно. Него главната поента е како сега нели ние со оваа настаната ситуација да се справиме што да правиме на таа тема. Так. Дарко, да. Видно решение нели некој. Така, сега кога говориме за оваа тема, можеби некој што не слушал ќе му е јасно, меѓутоа некој што првпат не стиди да му појасниме што е тоа биоинформатика. Имаме многу зборувано на таа тема, конкретно станува збор, накратко ќе објасниме за применета биоинформатика. Може да се каже најпросто, наједноставно дека станува збор за проучување на начинот на кој што клетките комуницираат и зборуваат, односно разменуваат информации меѓу себе. На основа од тоа ние имаме можност, познавајќи ги нели тие програмски така наречени јазици, да слушнеме што зборуваат, да увидиме каде е проблемот, односно тоа што се нарекува диагноза или заболување, нели да го сватиме од каде и на основа сега од целата севкупна слика, нели да дадеме решение или да понудиме решение, да го знаеме нормално за тој даден проблем. Така да примената биоинформатика некако се бави со проучување на меѓуклеточната комуникација, односно проучување на програмскиот меѓуклеточен јазик. Нешто слично нели како ние сега што зборуваме примерно македонски јазик или некој што зборува на англиски јазик, така и клетките зависност од кој орган и зависност од кое ткиво се имаат свој специфичен начин или специфичен јазик на кој што комуницираат. Сега познавајќи ги нели тие повеќе типови на јазици, можеме да увидиме, односно слушнеме и да се обратиме на истиот јазик и да му кажеме на клетките како они самите да си помогнат на себе или како нели да го поправат тој проблем или тоа заболување, да го кажеме финално. Значи накратко тоа е примената на информатика. Сега да не оптеретуваме многу со стручни термини или така. Меѓутоа кога еден пациент да кажеме така ќе дојде кај вас со вие нели ќе му направите една диагностика за која што можевме да презентираме исто во оваа емисија како изгледа диагностиката, потоа се дава персонализирана терапија. Што би значило тоа? Вака, ние имаме овдека независна самостојна наша диагностика која што нас ни дава увид во одреден аспект за одредени заболувања, за одредени состојби. Но факт е дека ние ги користиме сите можни нели диагностички методи кои што се достапни денеска, за да се оформи што е можно поголема и поточна слика за тоа што се случува со организмот. Сега, после тоа нели втората постапка е тоа сега што го кажавте, тоа се нарекува персонализирана терапија. Значи треба се истакне за персонализираната терапија дека станува збор за терапија која што се прави специфично и уникатно само за таа една личност или само за тој еден проблем. Затоа што да, ние сме нели како систем, како организам, зборам, нели кога ќе го гледаме човечиот организам, нели сите имаме исти број на органи, нели истата функција ја извршуваат и органи така натака. Но кај секој човек е тоа малце поспецифично и поразлично. И не секогаш едно заболување што се манифестира со одредени симптоми, секогаш причината или начинот на решавање е ист. Затоа мора да се оди со индивидуален пристап. И тоа е нешто што во иднина ќе биде многу нормално, што ќе биде многу општо достапно и прифатено. Зборам за некоја поблиски нина, да речеме, не знам, можеби некои десетина и повеќе години. Зависи од тоа како ќе се одвиваат работите во општеството. Не зборам само кај нас, збориме за цел свет. Да се вратиме на поентата. Персонализирана терапија значи правење на условно кажано, нели ќе го наречеме лек за поедноставно да се разбереме, само за тој случај, само за тој проблем и само за тој човек. Така да, на основа од таа диагностика и од севкупната слика на човекот се прави персонализирана терапија, односно лек за тој специфичен проблем, кој што делува само за тој човек. Така да,
кратко, нели, во рамка ставено, персонализирана терапија, значи лек само за таа личност за која што е предвидена. При диагностиката всушност кај секој пациент се гледа уникатна, единствена функционална состојба. Нема двајца исти пациенти со истата функција. И гледајте и секоја диагноза, односно состојба, не потекнува само од дисфункција на еден орган, сите органи се поврзани во функцијата помеѓу себе. Не можеме индивидуално да го третираме, пример, не знам, само нервниот систем кога знаеме дека има влијание тенко црево, дебело црево, имун систем, ендокринен систем. И е сосема поразлично и успехот е многу поголем, доколку ги опфатиме сите овие дисфункции во исто време и делуваме на сите органи да се вратат во нормална функција. Поентата е дека не постои изолирано заболување. Ако некој има воспаление на грло, не е проблемот само на грло, тамо и никаде на друго место. Значи, секогаш се тука приклучени компензаторни органи, системи кои што помагаат нели за тој проблем да се реши, кои што мора да се стимулираат или да се земаат во предвид, и настанувањето на проблемот на грлото не е само изолиран случај, него настанува претходно дисфункција на повеќе системи и органи кои што доведува до таква манифестација. Околу тоа може интересно да се објасни или да се поразговара. А има и дел заболувања што всушност ние ги нарекуваме заболувања, а сепак не се. Со текот на, нели, со годините, со возраста, настанува едно физиолошко опаѓање на функциите, кое што не е заболување. Например, артозни промени на зглобовите. Нормално дека ќе настанат кај човек кој што има веќе 70 или 80 години. Тоа не е патологија, тоа си еден природен процес. Состојба да наречеме. Состојба, да. Меѓутоа, кај нив е подобро што понавремено да се направи регенерација на тие органи и системи кои што знаеме пред време дека се повеќе оптеретени и дека нормално се амортизираат, како што кажуваат, нели, сите, се амортизираат со годините. И е паметно да се направи регенерација, се врати сето тоа во нормала за да се успори тој процес. Тие терапии се всушност регенерација, подмладување на некој начин, враќање на виталноста, на функционалноста на тие органи. Значи, овде не се работи само за третирање на патолошки состојби или одредени диагнози. Треба тие да се раскршат тие табуа, значи не станува збор за лекување на заболување и болни луѓе. Ова не е клиника за болни луѓе, баш така. Дефинитивно. И применетата биоинформатика не се користи за кога човек веќе ќе го изгуби здравјето да го врати назад. Се користи најмногу што се користи во светот е за одржување на доброто здравје. Значи одржување и унапредување. Тоа е многу важно, нели? Како што имаме, нели, веќе стекнато една навика да пиеме додатоци во исхрана, витамини, минерали, спортуваме, здрав живот, гледаме, нели, нормално да легнуваме да спиеме. Тоа е еден здрав начин на живот со кој што знаеме дека ние ќе си го зачуваме здравието. Методава ни дава можност да навремено ги откриеме слабостите кај секој човек кои што се различни, навремено да делуваме да тие слабости ги вратиме во нормала и да не дојде, нели, на долги стази воопшто до проблем. И унапредување. Работиме со доста спортисти. Да. Спортистите се апсолутно здрави луѓе кои што се над просекот, нели, здрави, но и кај нив има простор да се, како да кажеме, докоригира организмот, односно да се одржува во исто таква здрава, нели, избалансирана состојба. Ако некој ги оптоварува, да речеме, доста колената, примерен ќе земеме. Сите спортисти, тамо настанува трошење, нели, на тој систем, на тој орган. Меѓу другото и други органи, но еве да се задржиме само на тоа. Тогаш тамо ние повеќе делуваме за да ја истакнеме или за да ја забрзаме регенерацијата или за да го искомпензираме тој проблем. Кога станува збор за персонализираната терапија, тука Татјана би сакала повеќе да ни обясни како се одвива после процесот на подготовка. Што се вие увидувате, како го правите тоа, дали се состои само од една терапија или има повеќе, нели, ако се повеќе проблеми, дали се повеќе терапии или се во една терапија? Сега тоа баш, нели, го напоменавме, всушност тоа е една терапија. Најдобро е да се делува на сите органи истовремено, поради нивната поврзаност во функциите. Ефектот е многу поголем затоа што сепак ние го гледаме организмот како една целина. Не може, ако еден орган не функционира добро, тоа апсолутно се рефлектира на функцијата на други органи. И затоа и не можеме, и не е пожелно, можеме, меѓутоа не е исти успехот, не е пожелно да делуваме само на еден систем, затоа што ние ќе го коригираме тој систем, меѓутоа сите други кои што му влијаат ќе продолжат со својата слаба функција да го оптеретуваат на некој начин. И сега што правиме? После диагностиката, која што нели, диагностиката гледаме како функционираат сите органи. Тоа е функционална диагностика.
Тоа ни дава можност да видиме на кои органи треба да им дадеме инструкција да се покачи функцијата, каде ако имаме воспалителен процес да дадеме инструкција да се намали тоа воспаление или оптеретување, каде имаме потреба од регенерација. Сите тие информации, ние ги викаме информации, тоа се всушност збир на електромагнетни импулси, кои што ги заменуваат вистинските меѓуклеточни јазици што ги користи клетката, а тоа се хормони, ензими, пептиди, протеини. Ние на некој начин го имитираме вистинскиот меѓуклеточен јазик, го заменуваме со збир на електромагнетни импулси и затоа што тоа е веќе истиот јазик на кој што комуницира клетката, таа ги прима и ги разбира тие информации како вистина да дошло во контакт со тој протеин, тој пептид и почнува да постапува по таа инструкција што ја даваме. Тоа е всушност меѓуклеточниот јазик. По направената диагностика правиме такви комплекси од информации кои што се ставаат на одреден носач. Понатаму пациентот, дури не се тоа ни пациенти, понатаму човекот ги користи овие корекции, односно носачот. Тоа се микропроцесори, да. Овие Сите овие микропроцесори. информации се ставаат во... Сите овие информации се да. прават, се запишуваат со помош на хардверско-софтверски систем, значи тоа се електронски лаборатории кои што ние ги користиме. Може да ги замислите како оние USB флеш мемории или за пренос на информации помеѓу два компјутери, значи нешто налик на тоа, се тие микропроцесори во кои што се запишуваат овие фреквенции и потоа нели тие микропроцесори се носат прилепени за кожа. Да. И на тој начин ги пренесуваат информациите до организмот, односно се тоа и што е таа потребно. почнува да постапува по тие инструкции што ги даваме од надвор. Терапијата трае од 45 дена. Терапија, пак ќе речам, корекцијата трае 45 дена. Постепено, како што во нашиот организам знаеме дека се менуваат клетките на 21 ден. Во тие 45 дена ние опфаќаме 3 циклуси, 3 генерации на клетки. Веќе следната клетка не ги наследува особините од претходната, од старата клетка, туку поради овие корекции од надвор почнува да функционира по подобри стандарди, односно веќе со искоригирана функција. И веќе во тие 45 дена, третата генерација почнува да функционира далеку подобро од онаа прва генерација на клетки. Тие 45 дена ние ги сметаме за еден циклус. После 45 дена повторно се прави или ќе го кажеме анализа или диагностика или мерење да видиме што е коригирано, што не е коригирано, која е новата слика. И повторно оди сега се од почеток. Така, додека не се доведе... не се постигне да саканиот ефект. Така, во нормала целиот организам. Еден циклус, односно една терапија, кај некој е потребно повеќе, кај хронични состојби нормално може да е потребно и пола година, и година. Се нели зависно каква е состојбата, кое е заболувањето, дали се работи за заболување, дали само се работи за превентивно враќање во нормала, индивидуално. Така. Освен тоа што правите диагностика, нели, правите персонализирана терапија, какви се други услуги дава Центарот за биоинформатика? Значи имаме и иновативни продукти како што не знам дали зборувавме минатиот пат за нашата дигитална аптека. Тој дел па еве сето ова што го објаснувавме сега и што зборуваме за персонализирана терапија, постои можност за одредени самосостојби, не за сите, да се направат, условно кажано, универзални, како да ги кажеме сега тие, како да ги дефинираме. Веќе предходно подготвени. Предходно, да. За некои проблеми. За информација, па не мора само за проблем, да, за некој состојби. Добро. Така да тоа е една мала палета, да ја речеме, нели, на можности кои што плюс дополнително ние ги работиме овдека. Зашто обично? За какви состојби обично имате така готови? Гледајте, За некои полесни симптоматологии? Како иновативен продукт веќе што работиме на него и го надополнуваме и очекуваме да излезе повторно на пазарот, тоа е нашата дигитална аптека, тоа е една апликација во која што сите овие електромагнетни импулси, односно инструкции запишани на меѓуклеточниот јазик, се ставени во светлината и звукот како носач. Тоа ни дава можност, односно подготвуваме апликација со која што би можеле секој од нас да имаат пристап во било кое време од денот, од ноќта, нели викенд, се случува нешто акутно, итно, не мора да оди во аптека, не мора да бара лекарства, ме сваќате? И таму имаме сушност терапии кои што се користат кај гастрит, кај болка во вратот, болка во нозете, болка во уво, воспаление на синуси, главоболка, понатаму што имаше друго останато,
Има сегмент за инфекции, астма, за спортисти настинки, исто што е многу болки во интересен. мускули, да. Значи тоа може секој да го симне како апликација и да го користи? Во моментов мислам дека не. Апликацијата се развива, има уште некои работи што треба да се доработат кај незе. Дополнително ќе ви известиме или ќе има промоција, ќе има нели соседото објаснување. Сега може чисто да начнеме темата. Ова е втора верзија од апликацијата, првата верзија веќе постои. Сега се работи на донадградба, доградба или усовршување на основа од овие неколку години што ние сме спознале нови нели можности што ги имаме, сега ги дополнуваме, ги додаваме во таа апликација. Таа апликација сама по себе, која ќе ја наречеме дигитална аптека, е во основа на вистина дигитална аптека, затоа што вие наместо да имате дома едно сандаче со лекови со препарати, веќе тоа исто сандаче денеска е претворено во електромагнетни импулси и фреквенции кои што се инсталирани внатре во вашиот телефон. И по потреба вие може да се повикате на што вие сакате конкретно да третирате и тоа да го добиете нели од вашиот телефон со едно видео нели кое што зрачи светлина и одреден звук кој што може го наречеме бел шум нели не одреден звук, непрепознатлив за нас. Тоа е фактички трансмитерот или начинот на кој што тие информации ќе се пренесат до телото. Ќе поразговараме повеќе на оваа тема, е многу интересно, многу е да го речеме уникатно, револуционерно, не е ништо ново, се користат многу слични уреди во светов, но ова е нешто што ќе биде подостапно и поприфатливо нели за било кој, значи наместо да носите некаков уред со вас, вие самиот телефон што го имате нонстоп со вас. Како планирате тоа да го изведете во днина, да биде достапно за секого или може како? секој да го даунлодира зависно од која платформа го користи телефон или iPhone, Android или така да ќе биде општо достапно за сите. За сите, значи планирате да им излезете во пресрет на сите да може да. Едноставно, апсолутно е безбедно, значи не може да се предозира некој, нема како да се наштети. Единствено што може да не делува, пример. Значи зборам најмногу што може да има некој проблем. Ќе го објасниме, ако има интерес да може може да го објасниме поубаво. Вака се го нафрламе само како идеја. Па да, би било добро, дали има некој што не би смеел на пример да го користи тоа? Не, апсолутно. Секој би смеел. Се што е направено нели да апсолутно нема никаква штета. Воопшто кога говориме и за другата персонализирана терапија, смее секој да ја користи, нема се што се работи, све што се прави во нашите лаборатории има заштита. Таа заштита е да сите информации што се внатре запишани во тие уреди се апсолутно безопасни. За да не настане ни случајна грешка, не се ни запишуваат, значи не се ни креираат никакви, нели да ги речеме фреквенции кои што може да направат штета. Така да тука најмногу се води грижа и внимание, не само нас, него од сите наши колеги, соработници, професори. Така да тоа е прво што се прави. Знам дека да нели бидејќи разговараме за нешто што е алтернативен начин на третман, на лекување, не е нели она класична медицина. Знам дека соработувате и со доста од докторите. Како ви одат соработките, дали како тие го прифаќаат овој алтернативен начин на третман на состојбите, еве да ги наречеме? Че тоа природно нешто на кое што реагира човекот е отпор. Истото беше пред 30 на години со интернетот. Колку луѓе нели ако се потсетиме има отпор, одбивност или неприфаќање. Денеска веќе не можеме да замислиме да функционираме без интернет. Нешто слично беше и со нашата приказна, односно не нашата, ние сме луѓе кои што ова го донесува во овој дел на Европа, Видете 70-тите години се поставени основите, се работи некаде од 1930 се поставуваат основите на овој концепт за кој ќе се развие технологијата да може да се доведе до одредена фаза, која што фаза веќе 40-тите, 60-тите, 70-тите се доведува во некаква рамка или форма на која што ние нели сега се приклучуваме, односно нашата фундамент или основа од која што ние почнуваме, понатака да го доразвиваме сето. Така да не станува збор за нешто што е многу скоро. И видете, еве и самиот ЕКГ апарат, од моментот на негово составување и почнување на користење, влегува во пракса после 20 години. Значи и тогаш имале отпор и 20 на години имале проблем да го прифатат како една алатка за диагностика без која што денес замислете не може никој. Не постои веќе нели ниту интернист, ниту кардиолог што би поставил било каква диагноза без ЕКГ апарат. Интересен феномен е. Ние го приметуваме тоа кај немладите пациенти. Па истото и со мобилните телефони било, нели? Нормално. Значи првото пронајдов како мобилен телефон, поминува 15 години и станува неуспешен. После 15 години го пласираат првиот мобилен телефон, односно вториот, и тогаш сите го прифаќаат. Сепак треба да се погоди времето кога се презентира некоја интересен феномен е што помладите генерации го
го разбираат и го прифаќаат веднаш, што е многу интересно. Мислам, ние тоа го гледаме во пракса. Так. Во секој случај, ова што вие го работите не е од сега и не е нешто ново. Да, не сте го измислиле, вие постои многу одамна, само колку за информација од кога постои. Ние сме допринеле плюс, нели, во одреден сегмент само на целиот овој развоен процес. Нормално и тие што ќе дојдат. Иновација. Да, понатака и тие ќе допринесат. Значи ова е Ние ова е го натворена надоградуваме, книга, во да, суштина. ова е натворена книга што се уште нели се развива и што е фактички и најинтересното, затоа што човечкото тело е еден универзум, тоа е многу интересен систем. Ние имаме огромни можности сами на себе да влијаеме. Таа тема исто што треба да се отвори некогаш. Апсолутно. Во суштина ние ова што го работиме е некоја преодна фаза каде што луѓето после одреден период на не знам колку години време или издигнување, промена на свеста, ќе можат и самите да влијаат на себе, односно ние самите и влијаеме на себе. Поточно Нели многу од некои не би да заболувањата се болни, должат на плацебо и ноцебо ефект. Се само разболуваме, нели од несвест. Так, на што сте најмногу, како да кажам, горди еве во досегашниот цел ваш труд, ангажман околу тоа, нели да им помогнете на што повеќе луѓе, дали за нивните состојби, дали за да превентивно да им делувате, нели да... Па искрено највеќе за тоа што успеавме да направиме регенерација. Затоа што тоа досега е познато и признаено и направено од една клиника во Русија, која што веќе го прави тоа 30 на години. Тие го прават од преработено човечко ткиво. Гледаме дека за регенерација во други институти се зборува последниве неколку години. Тие работат на таа проблематика. Меѓутоа, ние успеавме да направиме регенерација само со активирање на тој програм за регенерација кој што постои во сите клетки. Затоа што ако успееме да направиме со внесување на матични клетки, со преработено човечко ткиво каде што останува тој програм за регенерација, ние сваќаме дека сушност цело време таа регенерација се врти околу нашите клетки, сопствените клетки. Значи ние тој програм за регенерација го носиме, можеме да го активираме. Секој ден слушаме и како и сами луѓе успеале да се самоизлекуваат, да направат регенерација на органи. Значи, тоа е, ние го правиме тоа контролирано овде, нели? И точно знаеме како оди тој процес. И нели, дај Боже, најверојатно со многу повисока свест понатаму би стигнали до фаза секој човек да може сам тоа да го прави. Да, затоа кажав. И оваа работа е еден период, нели, од развојот. Сега збориме на некој цивилизацијско ниво зборувам. Но сега за сега, нели, тука сме кај што сме, одлично и со овие можности што ги имаме, понатака нормално ќе има уште повеќе можности и ние сме во фаза да учиме, спознаваме, исто и нашите колеги соработници нонстоп настанува размена на знаења, што они откриле, што ние сме откриле. Така да, пак ќе кажам, отворена книга, многу интересно, треба се приклучат многу луѓе, дефинитивно, треба да се доразвива, треба работа. Ќе видиме, има некои размисли за тоа, треба да се направат некакви посериозни кај нас обиди за да се развие сето ова. Ќе видиме како ќе се одвива. Важно има интерес, тоа е одлично. Така, сега ме интересира дали луѓето се повеќе пристапуваат кон вакви третмани во однос на нивните проблеми. Какво е вашето сознание еве од почетокот па до денес? Колку се променија работите, се подигнали свеста на повисоко ниво за да луѓето малку поинаку размислуваат? Така. Пред 10 години може да се каже дека доаѓаја луѓе само кои што беа очајни за да најдат некакво решение за проблем за кој што немаат решение. Денеска веќе имаме, да ги речеме, клиенти или пациенти или луѓе кои што доаѓаат регуларно, не само за одржување и напредување, него за обични настинки веќе не користат одредени препарати кои што досега нели се користеле, него доаѓаат нели како кај матичен лекар да го наречеме сега, не знам да го објасниме поедноставно. Така да тука веќе многу има разлика. Поготово за едно вакво општество нели кое што е малце ортодоксно, малку затворено за... Да, затоа и ве прашувам, да, бидејќи некако луѓето потешко ги прифаќаат ваквите начини алтернативни на... Да. Значи, почнуваат да се менуваат работите. Предпоставам дека и со оглед на тоа што имате многу нели луѓе кои што ве посетуваат, па од позитивните искуства нели тие пренесуваат на нивни блиски и ние вака од медиумите што можеме да презентираме нели па така. Така. Така да доста интересно. Што е следно што го подготвувате нешто вака како за најава за во иднина? Некоја ваша нова идеја, освен дигиталната аптека? Дигиталната аптека е многу интересна. Мислам дека тоа е нешто што кога очекувате да биде активирано и достапно? Мислам за неколку месеци, ако не пола година.
Треба да се финализираат уште некои работи што се на тема информации, да ги дотестираме, да ги доанализираме и мислам дека да, за неколку месеци би требало веќе. Од април месец се претпоставува дека веќе некаде во април месец би требало да е све завршено, све готово. Така да и тогаш ќе направиме една промоција, едно објаснување, нели, да може секој да се запознае, да разгледа, да прочита, да види, да осети. Бидејќи кога сме говорили во претходните емисии, сме кажале дека лекувате од обична настинка, еве како што ја споменавте, па се до најтешките заболувања. Во колку посто излекуваност еве, бидејќи нели карциномот е се почеста појава за смрт кај населението, без разлика за кој вид на карцином станува збор, со колку проценти успешност се лекува? Карциномот е многу индивидуално, многу. Зависи од многу фактори, зависи кој тип на карцином, во каква физичка состојба е самиот пациент. Да, затоа што може да дојде во терминална веќе фаза, каде што нема ни самиот организам сила за да го спроведе тоа што ние му го даваме како инструкција. Има и многу, понекогаш има и многу инвазивен тип на канцер кој што знаат тие клетки побрзо да се делат од она што ние делуваме. Меѓутоа, доколку се делува, што порано, што навремено, во фаза кога многу посилен се чувствува човекот, нормално дека излекуваноста е многу поголема. Така. Значи да заокружиме, во моментов најактуелните состојби се околу психичките состојби, стресот. Овој период тоа што изминат труд, да го наречеме така, од минативе години стрес, денеска се реализира во ваква форма. Така. Обично третманот оди повторно персонализирано? Повторно. Апсолутно, да, затоа што секој случај е различен. Да, манифестацијата може да се стави во некоја рамка на сличности, нели, некои 10 симптоми што може да се споделат кај повеќе луѓе, но причината секогаш е различна. Секој организам има свој, може да ги кажеме, послаби и посилни страни. Така да мора индивидуално. Многу тешко е да се делува, нели, колективно. Так, без разлика што некој ако дојде тука и каже дека е малку во депресија, дека има стрес, мора повторно да се направи диагностика за да се даде точна терапија за да може да се санира. Една психоемоционална состојба не е само психоемоционална. Так, целокупниот организм. Функцијата на органите е директно поврзана со психоемоционалната состојба. Еве да речеме, некој е под стрес или некој се нервира. Се нервира 3 месеци, има гастрит. Гастритот е веќе органска реакција на неговата психоемоционална состојба. Го кажам ова како пример за да се сватиме, да се разбереме поедноставно на што мислиме. Некој може од неспиење, од премор да предизвика слабост кај нервниот систем во неговото функционирање во текот на денот. Па така да се јават одредени проблеми. Некој му се јавуваат проблеми со меморија, некој има проблем со стрес хормоните, значи може да се многу високи, да има константно стравови, а сепак да има во друг дел добро функционирање на нервниот систем. Многу прецизно треба да се види всушност какви се стрес хормоните, каков е нервниот систем, какво е спиењето, сите сегменти што знаат да придонесат. Во почетокот тригерот е психоемоционална состојба, но таа психоемоционална состојба кога ќе почне веќе да се рефлектира на нервен систем, еднокри систем, нели? Тоа што го спомна Татјана, хормоните и така натака, тие повеќе повлекуваат друга низа на проблеми. Еден домино ефект се случува во организмот. Да, како што и знаеме, нели, се е тоа еден систем кој што функционира поврзано и ако едно нешто не функционира, потоа си повлекува нешто друго. Ако еден инструмент малку одскокнува, нели, тоа се рефлектира на целиот оркестар, односно на финалниот резултат, односно здравието или музиката во случајот. Значи во секој случај од она што досега вие овие години го работите, сте задоволни? Верувам дека понатаму ќе го остварите ова за дигиталната аптека, дека ќе биде достапно до нашите граѓани за да можат да имаат некоја самопомош. Тоа е многу интересно, ќе ви известиме во иднина, дефинитивно треба да се поразговара за тоа, нека биде во финална форма, тогаш ќе можат и луѓето да го тестираат, да го пробаат, да го видат. Околу тоа дали сме задоволни, сме презадоволни, дека има можност за уште и многу повеќе, тоа е апсолутно така и треба, затоа нели и споменав дека веќе се формираат некакви групи, нели, кои што треба веќе да се поработи посериозно на оваа тема. Значи, зборам во смисол на како што работат другите држави. Значи, треба да се ангажираат лаборатории каде што може веднаш да се види таа промена на клеточно ниво. Овдека ние тоа го правиме многу поспоро. Сакам да кажам дека отворена
е целава проблематика за доусовршување. И би било штета нели да имаме ваква основа и ваква можност во една нација, во една држава ваква, а да не ја надградуваме. Ова ви го кажувам затоа што ние гостуваме на доста конференции, имаме доста контакти со други наши колеги, соработници, доктори, професори и така натака од други држави, од други институти, други универзитети, каде што кај нив да они би ги имале овие можности, би направиле нешто што е многу по-добро. А ние веќе сме пред ничим или сме пред нив, а нели стагнираме затоа што немаме доволно нели соработници, немаме доволно ресурси за некои нешта. Не станува збор за пари, станува збор за конкретно за лабораториски нели услови или опрема. Так. Јас си посакувам и понатаму успешно да ја развивате вашата приказна во однос на Центарот за биоинформатика, нели да го остварите тоа со дигиталната аптека и се разбира се уште некои новини што можете да ги направите, да некои усовршување во однос на сето она што се однесува како терапија, како иновација со биотехнологијата и биотехнолошките процеси, нели биофизичка медицина, како да ја кажеме, нели регенеративна, сето тоа да биде во корист на сите оние што ќе им биде потребно. Ви благодарам многу за денес. Фала што не посетивте пак и ќе видиме во контакт. Да, ве очекуваме за дигиталната аптека кога ќе биде готова, па да презентираме што поконкретно да кажеме нешто повеќе. Известиме ако има нешто плюсно или интересно. Да, во ред. Ви благодарам уште еднаш. Фала ви што дојдовте. Почитувани гледачи, тука некаде ќе се поздравиме за денес. Се надевам дека уште еднаш потсетивме дека постои Центарот за биоинформатика веќе долго време и успешно ја плета приказната во однос на тоа да ви помага вам кои што нели ви е потребно за сите оние проблеми со кои што се соочувате или состојби или превентивно да се делувате за нели да бидете здрави. Ви благодариме за вниманието, ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.